Добро дојдовте во моето ново видео. Денес сме со Александар, кој ни доаѓа од Уки. Малце ќе поразговараме за неговата професија. Мислам дека ќе ви се допадне видео. Ако ви се допадне видео, да не заборавате да ставите лайк и субскрайб. И мило ми Александар ќе прифаќа да снимаме заедно. Фала ти на поканата. Дали си спремен? Спремен сум. Кој е Александар и опиши се во 3 збора? 3 збора. Јас во моментов извршувам функција председател на студентското собрание на УКИМ и председавач на Националното студентско тело. Фактички тоа организација што ги представува сите студенти во државата, на сите универзитети. Доста интересно и доста динамично. Потреба се опиша во 3 збора: оптимист. Тоа е детство како имаше, пример, во кратки црти. Какво детство имаш? Без дојам од Драчево, многу интересно детство имам. Посебно моментот на играње на улица со другарите, константно се дружевме, разни игри игравме, потоа нели компјутерите стана доста подостапни и доста ни беше интересно и како тие стануваат дел од нашето секојдневие. Но можам да кажам дека повеќе до 14-15 години главен фокус не беше игра на улица, дружба со другари, искачање и слично. После веќе некако навлегоа и телефоните и игри на компјутери и така натаму, но во глобала многу сум среќен што сум поминал, како да кажам, една улична школа. Супер, ете твои мисли сигурно ќе се интересираат и младите сигурно и гледачите. Дали според тебе е убаво да се има пример факултет или пример нема, или ете твои мисли пример некои што имаат факултет, некои што немаат? Кој имаат пример повеќе шанси? Тоа е момент на личен избор. Зависи кој како се гледа, што сака да направи во животот. Не треба секој да се запише на факултет, не е факултетот за секој. Доста е добро да го имаш, затоа што преку образованието и процесот на образование човекот се менува, расте, созрева и буквално образованието е она кое што го вади човекот на одреден пат во животот. Каква средина на луѓе ќе има, со што ќе се занимава во животот, што е она што ќе го исполнува. Кога би ме прашале мене средно стручно или средно гимназиско, и двете се кул. Кога би ме прашале дали факултет, дали не, и двете се кул, зависно од човекот што преферира повеќе во дадениот момент. Да не запише факултет на 19, да запише на 26, пак е окей, затоа што во тој даден момент тој така одлучил да биде. Сметам дека секој треба да има слобода да избере што сака да прави во животот и да нема никакви стигми од тоа дали некој завршил или не завршил факултет, затоа што многу успешни луѓе во светот немаат завршени факултет. Така, согласен со твоето мислење. Друго прашање ми е дали може пример без факултет може да се просперира? Да, може, многу може да се просперира на секој поле. Значи, битен е трудот, волјата, она што сакаш да го постигнеш и да си конзистентен на тоа што го правиш. Па дури да не си конзистентен, да сгрешиш, да почнеш нешто друго, пак доколку сакаш да го направиш, да пробаш, можеш да си успешен. Дали кој според тебе ранг листа клај, кој пример според тебе најдобар факултет, кој најнисак, ако може пример да се одвои? Или сите си имаат посебно место? Секој факултет има можност за подобрување. Во однос на најдобри факултети, најдобро рангиран во држава е УКИМ, и најголем и најстар. Потоа следува другите државни универзитети и приватните факултети. За мене лично, ако треба во моментов да бирам факултет, може би избрал, не знам, јас на економски јам дипломирано, сега ако треба нов да запишувам, може би избрал правен, во дел на односи со јавност, новинарство, тоа ми е интересно. Може би избрал Тинки, во дел на анализа на податоци, тоа исто така ме интересира. Или пак, здравје Боже, ако имаме еден ден интердисциплинарни студии, некоја комбинација од тие факултети. Супер, ете малце ќе сменеме темата, поразговараме за системот во Македонија. Што мислење имаш ти за системот во Македонија што се склучува ете пред некој време што си имаше запалено кафиче плюс во Кочани? Како гледаш тоа? Да се навратам само назад, не дека би го сменил економски факултет, покрај тој би завршил уште еден од овие. За ова прашање, како гледам на случајот во Кочани, па тоа е резултат на нашиот систем, како функционира со години и сега доаѓа време кога ние треба да ги плаќаме казните. За жал, тоа е и сега доколку не се преземат соодветни мерки, навистина покажува дека како еден систем не треба да функционира
функционира. Ќе биде реален пример, доказ во историјата. Дали мислиш дека со протестите може нешто да се смени? Да, Ете, тоа ќе е народот. општествен притисок кој што допринесува системот да проработува повеќе. Не е само протестот, покрај протестот треба да има и системски барања, комуникација со институции и така натаму. Ете, последно прашање да не завршиме новите дани тад за време, што план имаш во иднина, ако можеш нешто да не откриеш? Па треба да ми заврши мандатот во октомври, сакам да магистрирам после тоа и некој спој помеѓу бизнис, универзитет и неформално образование. Фала уште еднаш што ме прифапи на снимаме заедно и имаш поддршката од мене за се што сакаш да се исполни. Толку до видео, ако ви се допадне видео, ако сакате што вакви нови видео, да не заборавате да ставите лайк и subscribe и обавезно да запратите Александар секако мене. Ние се гледаме во наредното видео.